Почитувани пријатели, еве неповторно и ова утро во ресторанот Кале на Скопската тврдина Кале, каде што нашите домаќини привршуваат со чистењето по синоќешната веселба, односно една прекрасна свадба се одвиваше, буквално што би рекол јас на оваа територија. Но ние мораме да си работиме нели со гурманските приказни и секој утро да ви прикажеме по еден извонреден рецепт. Од проста причина што погледот од оваа тврдина е навистина, морам да кажам, извонреден. Тука се гледаат и оние нови градби што ќе се случат во градот Скопје во догледно време. Се надевам дека нема да се прават до 2026 година. Јас денеска ќе се потрудам да направам еден извонреден рецепт заедно со мојот домаќин, значи готвачот Сакип во самата кујна на овој извонреден ресторан. Впрочем, се гледаме таму во приготвувањето на јадењето. Добро утро и ова утро од извонредниот ресторан Кале на Скопската тврдина Кале. Во кујната на нашите домаќини е мојот пријател Сакип. Сакип, како си ова утро? Одлично. Одлично. Подготвен си за нови работни победи? Токму така. Вчера имавте голема веселба тука. Па секојдневни се. Секојдневни се тука. Значи сите оние работи што ги организирате, крштевски, свадби, веселби, значи прекрасна атмосфера. Гледам од Сабајле сте гланцнале кујнава дефинитивно и можеме да работиме, јас и ти да си снимаме и да си приготвуваме гурмански приказни. Денеска имаме навистина една гурманска приказна. Што ги готвиме? Јазик во сос. Телешки јазик во сос. Да. Колку време ни беше потребно да го свариме? Сат и пол е нормално. Се вари во солена вода? Солена вода, да. И разгора има, да, го шолице, него што треба сочице. После да се излупи. Да, се излупи од него со чистова и сега што гледаме, сега више спремен за сечење. Малкумина знае дека телешкиот јазик е извонреден специјалитет затоа што представува мускул кој што е во постојано движење и токму од таа причина нели нема многу мрснотија, туку е баш онака навистина кревок и добар, доколку добро се подготви, а Сакип е тука експерт. Што треба сега да направиме, Сакип? Па сега што најавивме, го зимаме. Значи, јазикот, повели. Јазикот и треба да се исече. Треба да се исече. Повели. Да се сече. Така. Навистина изгледа. Не убави парчиња. Убави парчиња, филети. Па се не соче го исекле да стапит, али ние се покушаме да го оформиме. Не, ти добро ти оди тоа, јас само ќе ти придржам. Океј, супер. Значи, што треба да се направи сега? Се наредат во... Се реди од тава. Добро. Го наредуваме. Фактички се зема една тава, како гледам вие имате прекрасни тави специјални. Ето тоа. Се прави бешамел сосот, кој што за него е специфичен, значи повеќе на црн бибер. Сосот ќе го направиме, па сето ќе го прелиеме и ќе оставиме да крчка. Ќе оставиме да крчка во рерна, значи од прилика од некој време од 45 до 1 час. Токму така. По мој. По твое 1 час. Што не време, значи се преде да може да се упие од сос. Да упие од сос. Да биде посочен. Можеш да подготвиш сос, бешамел сос и да преливаме. Прилично брз рецепт, значи целото време буквално морковче ќе ви отиде во варењето на јазикот, но кога ќе завршите тоа, мислам дека на јадењето генерално сте на половина и дека му се гледа крајот. Сите добри јадења, фантастични јадења од нели онаа традиционална македонска кујна или балканска кујна бараат да има малку повеќе подготовка. Сакип, можеш малку да го подбутнеш тенџерето, да ти фаќа од огнот. Јас веќе сум од домаќинет тука во овој ресторан, така да веќе ги знам сите оние ситни штосови што се вели во кујната, како е побрзо и му сугерирам нели на Сакип, иако е Сакип за мене нели професор по готвење. Јас почитувам авторитети. Со Сакип ми оди одлично дружбата. Така да мислам дека јас и тој заедно можеме
доста добри рецепти да изготвиме и да ви ги презентираме вас, нели, на обичните луѓе покрај малите екрани, кои што Може лукчето. задоволно уживате во нашите рецепти приготвени тука. Значи бешамелот оди во принцип се става зејтинче, се става лукче, морковче, и брашно да простења брашно, се прелива со вода и се добива се бешамел сос. Значи, Најосовен. откако ќе ставиш се става брашненце и се прелива со вода. Да. Сега ова ти е, значи веќе гледам морковчето, лукчето и зејтинчето готово. Сега додајме од веќе приготвени бешамел сос да го добиеме генералниот сос со кој што ќе ги прекриеме парчињата од јазикот. Парчињата од јазикот. Проша на јавите, бешамел сос пребне. Значи за бешамелот е стандардна процедура, нема да ве учиме како тоа се прави, сигурно веќе огромен број од домаќингите знаат како се прави бешамел сос. А впрочем, и ако не знаете, ќе си купите има котање готов. Јас мислам дека е сосот готов за прелевање. Аз се размрзва за да може доле да... Повели, прели го, значи. Додаваме зачини нешто сега од озгора? Можеме да ставим. Да? Наша сол? Не виш има да. Има, сосот има се ставено. Да, има се, ставивме наша сол, ставивме малку шеф микс. Сега оди во рерна на 1 час да се пече. Драги мои пријатели, ова беше, значи, ова е се уште телешки јазик во сос, кој што во одјавата ќе видите како тоа ова прекрасно јадење изгледа и во одјавата нели ќе се одјавиме и ќе ви посакаме добар апетит денеска доколку се одлучите да направите вакво извонредно јадење како што ни направија нашите домаќини ресторанот Кале. Се гледаме во одјавата. Чао. Драги мои пријатели, еве не на уште една одјава на гурманските приказни за обичните луѓе, повторно во ресторанот Кале на тврдината Кале и извонредно јадење, значи телешки јазик во сос. Но пред да прејдеме на телешкиот јазик во сос, таман малку да остине, да ви приспомнам да си го набавите најновото DVD гурмански приказни за италијанската кујна, го има на сите киосци и навистина ќе имате можност за да видите и да научите прекрасни рецепти кои што ги готвевме заедно со нашата продукција. Сега јас ќе си земам од јазикот. Навистина изгледа извонредно. Еве вака, па ќе си ставиме малце од сафтот, а заедно со овој јазик оди и домашно овчо кисело млеко, што е ексклузивно тука донесено специјално за мене од менаџментот на ресторанот. Им благодарам. Сега ќе пробаме од ова извонредно јадење. Навистина прекрасно. Се гледаме утре повторно. Чао.